председател, почитувани колешки и колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Си вели човек често пати од каде да почне кога сведочите на еден ваков хаос во собранието, во домот на демократијата, но за почеток ќе споделам со вас дел она што го говорат престижните професори на универзитетот во Харвард, професорите Стивен Летицки и Даниел Зиблет во книгата "Како демократијата умира". Имено тие велат дека закана за демократијата е токму кога ќе почнете да го губите меѓусебната почит и толеранција и особено кога ќе почнете да ја губите почитта кон политичкиот легитимитет на опозицијата. Повторувам, политичкиот легитимитет на опозицијата. Тие сметат дека тоа е, впрочем, првата закана за демократијата. Овде слушнав дел од колегите во своето излагање, се обидува да го цитираат или да споделат она што е наведено во индексот за демократија. Меѓутоа, тоа е погрешен превод на дел од колегите кои го споделја. Имено, тие оценуваат Македонија како демократија со фундаментални недостатоци. Би требало да знаете дека оно што се навидува во извештајот, ние не влеговме во следната фаза, исто како тоа тука колегите го споделуваат, туку напротив, ние имаме минорно придвижување на следното ниво. И во извештајот се навидува дека причината за тоа придвижување е благодарение на локалните избори и оставката на поранишниот премиер. Подпредседателот овдека спомена дека во ред и треба пратениците имаат право на слободно изразување и јас апсолутно се согласувам дека тоа е така, меѓутоа би сакала да потсетам дека токму слободното изразување на пратеникот Фадил Зендели и како тој би се произнесол во рамките на Комисијата за избори и именувања е причина или страв кај парламентарното мнозинство и затоа ние денеска расправаме за една ваква скандалозна предлог одлука за негово разрешување. Имено, навистина се надевав дека со овој втор ден ќе се вразуми власта и ова одлука ќе биде повлечена. Замислете, ние разрешуваме колега пратеник, член, чијшто легитимитет доаѓа буквално од народот. И како да не е доволно, тој и овој пат е дел од опозицијата, па што повеќе да говориме за една заробена држава или за една партократија. Виднаш, на самиот почеток би сакала да потенцирам дека повеќе нема сомнеш дека сиве овие денови на па би рекла прилично скап театар кој што сведочиме овдека во собранието е само со една цел. А тоа е воведување целосно едноумие во комисијата, послушни пратеници од страна на парламентарното мнозинство за јакнување на машинеријата, се со цел комисијата да се претвори во инструмент со кој што власта ќе може да ја продолжи, потенцирам да ја продолжи партизацијата на државните институции во Македонија. Партизација на Уставниот суд, впрочем, значи директно рушење на уставниот поредок на Република Македонија. И со право ние сме оценети навистина многу лошо кога станува збор за владење на правото, за демократијата, за борба за корупцијата, па не би требала во овој момент да ги споделувам бројните извештаи кои што веќе ги знаеме сите на број, дали да почнам од извештајот на Стејт департментот, од извештајот на Европската комисија, од извештајот на Прибе за владење на правото и реформа во правосудството или пак Transparency International, Навистина е многу жално дека пораката или препораките кои што доаѓаат токму од овие наши меѓународни партнери никако да допре до парламентарното мнозинство и до владата. Навистина е жално што мораме повторно да констатираме дека овој пат парламентарното
мнозинство и собранието ќе бидат инструмент за да се продолжи со партизацијата во државата, а напротив да дискутираме, наместо напротив да дискутираме за многу поважни теми во Република Македонија. Ние додека потрошевме 2 дена, најверојатно истиот ќе продолжи и утре, на оваа одлука, можевме да говориме за тажната и мрачна реалност во Република Македонија. Република Македонија е 4-та најсиромашна земја во Европа. Ние денес или овие денови да дискутиравме за економијата, за економските мерки кои што се потребни за граѓаните и за стопанството, за реформите во правосудството, за покачување на пензиите на наставниците или се извинувам на пензионерите и платите на наставниците, за како да ги задржиме младите во државата, да дискутираме како да го почитуваме, да испочитуваме историјата и Гоце Делчев, а со цел да изградиме една посветла иднина за Македонија, ние овие 2 дена во Домот на демократијата дискутираме за партиската агенда на парламентарното мнозинство. Дискутираме за партиската кадрова политика на парламентарното мнозинство. Тоа е навистина за загрижувачки и верувам дека граѓаните на првите избори ќе го кажат ова мислење. За жал, ние веќе видовме извештаи дека работата на собранието на начин на кој што досега функционираше е многу негативно оценета и повторно ќе кажам е со право. Да завршам, почитувани колеги и колешки, денеска е Фадил, утре може да биде било кој од нас. Ние немаме право да одиме против волјата на граѓаните, ние немаме право да не го почитуваме највисокиот правен акт во државата, Уставот, ние немаме право, ниту смееме да го кршиме деловникот на начин како тоа се прави овие денови. Ние како пратеници одговараме пред граѓаните и треба да работиме за граѓаните, без оглед дали сме опозиција или власт. Ве молам, сериозно, уште еднаш да размислите за оваа одлука и веднаш да ја повлечете. Престои уште малце период согласно активноста, верувам утре, и како овој негативен преседан не би се повторил во иднина, заради тоа што бидете свесни дека во некое блиско идно време, некои многу понезависни институции во оваа држава, во Република Македонија, ќе се занимаваат со работата на ова собрание. Тогаш сите ние ќе треба да одговараме за нашите постапки и како сме гласале. Апелирам на разум, на демократија и немојте да направите една ваква грешка која што ниту колегата Фадил, ниту било кој ја заслужува. Ви благодарам. Благодарам. Реплики нема. Следен пријавен за дискусија